Сега сме во гримиорната на Џамбазов. Само едно прашање. Ја мачи оваа нација, каква е оваа ситуација? И нон-стоп тоа прашање. Ја мачи оваа нација, каква е оваа ситуација? И кој ќе ми се јави некој што знам дека е милионер во евра да ми побара 2 карти за 12, сакам да му кажам, кретено еден што не купиш 3 представи цели, па сам гледај си, биди фраер, ти и жена, ти купија цела, он бара гратис, сирово. Зашо мисли дека така е поголем фраер? Не бе, така си селјак ептен. Еве ќе те раскажувам сега по телевизија. И ти знаеш кој си, не мора да знаат другите, ти знаеш сега. Што говедо си. Толку. Бидејќи правам за Џамбазов правам, пат до успех. Како би го дефинирал? Како да кажам, посебен екзамплар. Џамбазов има една финта, значи што ја прави, јас сум секогаш ја доаѓа со веќе спремна улога на прва проба. Значи го знае текстот 70-80%. Додека ние сите други се бавиме, чекај кај сум, што сум, чекај шо е ова, шо играм ја, он веќе знае шо игра, го знае текстот и така малце од дистанца си ја работи улогата, што е еден фантастичен систем, кој кај нас, например, нас не научиле така, тој го има купено од негде, го има научено, можеби сам дошол до такви сознанија, меѓутоа тоа е фантастично. Има некоја финта од дедо му и од мајка му. Сигурно, 100%. Така да, шо да кажам? Безвременска една аура која што шири радост. Така, јас некако од моето детство, од кога сум го гледал на малите екрани, па имав прилика на фестивалот, драмскиот аматерски фестивал во Кочани да го гледам во детски работи, не знам дали си имал прилика да ја гледаш таа представа која имала премиера тука на времето, за жал не ја игра, кога го спомнав дека тоа беше една од така посилните слики у мојата глава за да продолжам да го правам ова што го правам денес. Се израдувам многу, рече дека може ќе ја врати пак на сцена, пак имаме прилика да ја гледам заедно. Има една работа, од секој сум го сакал тој. Значи, од секој сум го сакал. Не знам некој што е актер во Македонија да не го гледал Волшебната самача. Да. Така, на Игор беше гениален. Значи, гениален. Има неколку работи кои ретко кој актер ги поседува. Тоа што го има Игор Џамбазов, има еден бескраен шарм прво. Lovable е, што викаат американците, го сакаат луѓе. И втора работа, памет и текст стравично брзо. Стравично брзо. Значи, тој е човек што прав го знае текстот наизуст. Позитивна енергија, тоа е главно. Игор е феноменален за екипа. Кога влегува во екипа, он прави некако вид на обединување на екипата, бидејќи постојано е позитивен, исклучително вреден работник, секогаш е прв на проба, многу е активен во однос на процесот на работа и навистина е огромно задоволство да се работи со него. Јас имав можност уште од пред 30-40 години. Следен збор, што е Игор Џамбазов? Игор е национално богатство. Тоа. Значи, да, на Игор треба да се гледа така. Игор е репер за опстојување на македонската сцена. Знаеш, се изнагледавме во овие години и ние новата звезда и ќе снема, новата звезда и ќе издиши. Игор обстојува на таа сцена долго, што е сам доказ за неговиот континуитет. И не само во една сфера, дали е тоа пење, дали е компонирање, дали е текстописец, дали е писател, дали е шоумен, водител. Јас, например, од Игор Џамбазов сум го учел водителскиот занајот во оние прекрасни дешавки на екран во хард рок, доделување на награди, најпопуларните велица и такви работи. Никола Ристановски за Игор Џамбазов. Прва асоциација. Веќе у старт звучи интересно. Игор Џамбазов е актер со голем потенцијал и ако продолжи да работи, ако работи со добри режисери, може навистина одлично да се развие.
Добар младеж. Веројатно тоа очекуваш Игор да кажем за него. А јас би кажал дека во оваа представа сме сите толку различни по своите сензибилитети, своите изразни средства и своите светоназори, што е можеби најдрагоценото, бидејќи човек со тек да време почнува да сваќа дека тие различности се едно огромно богатство. И секој од овие актери со кои што играм во оваа представа има своји квалитети на кои што навистина им завидувам сите до последен. А Игор Джамбазов е секако на врвот на таа хиерархија. Значи располага со работи кои што јас веројатно никогаш не би знаел како се прави. Welcome to the Hotel Macedonia. Special love face. А зошто бе, Джамба, зошто ти мислиш бе дека е виновен? Јас стварно не мислам дека е виновен. Искрено. Ја гледав представата, не дека не ја гледав представата, ја гледав и овамо седов кај поротата. Знаеш дека имаш едно Извини, такво доцна многу. едно такво прашање на проба. Режисерот Синиша Евтимов на една проба ни рече: не пробаме денес. Сакам секој да ми каже приватно, не како ликот, приватно што мисли за случајот. И тоа беше еден од најинтересните разговори. Но и тој разговор се претвори во какофонија. И во тој разговор се случи истото што се случува во представата. Тоа што го прави оваа представа, која што е величинствена и која што го врати духот кај мене и ја врати надежта дека Вербата. Вербата. И во театарот и во уметност. Живееме во лудо време, светот полуде. Ова представа и то како ја отсликува македонската сурова реалност Не само во правосудниот систем, насекаде. воопшто. Значи нашата Моралната ерозија. нашата борба со предрасудите ќе е веројатно вечна. Да. Јас барам Луѓе така што треба да разговараат за животот на еден млад 19 годишен човек, всушност разговараат само за себе. И сега ако влезам во суштината на режисерот на Синиша е друго. На авторот ако влезеш, ме потсеќа на ужасно ме потсеќа на Кавка. Има нешто кавкејанско, дури и Кавка е спомнува на нашите проби. Детиште 17 години, трета средна, ние читаме Кавка и сега делот почнуваш да читаш и како некој доаѓа, го зема и отеднаш и ова представа мене толку ме потсеќа на тоа што се не знаеш виновен или не е виновен. Се држеше она што го кажа и што успеа да направи пресвар. Да, и само една болва треба да се пушти, една Кецу мала 2. пецка да се пушти за да почне мислењето на другите полека, сами себе да се убедат дека не биле во право, па нели има 2-3 лика, Гораст го игра едниот, што 3 пати го менуваат своето мислење. И на крај, што е најтрагично, и за човештвото, и за представата сама. На крајот, никој не е сигурен дека направија вистински потек. Дури и тие што го убедуваат последниот поротник, кој не се дава до самиот крај, никој од нив не е сигурен дека се навистина во право. Мислиш дека постои порота која осудува некого што е 100% сигурна? Не, но јас кога гледав представата од сите 12, Јордан ме убеди мене. Затоа што ја влегов во представата. Влегов како баш како да си дел од представата. Јордан е добар кастинг за таа улога. Значи, тој буквално мене ми го смени мислењето. Прво кога тргнуваш оно македонска работа, ајде да не губиме време сега жити се. Ајде сега Нели тука два-тројца од нас сагаат побрзо. Ја побрзо забот ме боли како велиш ти тамо. И тоа едно 2 сати трае, но Јордан мене ме сега дали е Јордан, дали е ликот, можеби од Јордан излегува тоа, тој мене ме убеди дека стварно можеби имаме предрасуди. Ја мислам дека дечкото не е виновен. Имаме Не знам ти предрасуди, што мислиш. Мишко, за жал имаме предрасуди се уште за најелементарни работи, а не дај Боже за вакви работи. Особено кога суството е во прашање, ние сме некако македончињата истренирани за тоа суството да ни ги покажува само своите лоши страни. И сега, дали сега е моментот кај нас дека ќе дојде ли тој момент да почнуваме да имаме верба во тие суди, во судството воопшто, во судскиот систем, зашто без тој систем се е џабе. Сите закони кои се донесени кај нас се окей,
препишани се од разноразни устави, од најдобрите устави, но имплементацијата на тие закони е проблем кој на 30% се спроведуваат, другите 70%. Но да не бегаме на тие теми. Оваа представа стана еден репер за Македонскиот народен театар, на кој сега му се случува една убава, позитивна промена. Плафонот е дигнат малку. Македонскиот народен театар, за жал, долго време беше зачмаен во една своја чаура, една група од помладата генерација која го превзема на себе товарот да се грижи за репертоарот на овој театар. Имаше и понекоја добра представа, да не се лажеме, но во принцип тоа беше во мое време кога сакаа алиби да имаат уметничките совети, ако излезе за некоја лоша представа, они вика, тоа е репертоарска представа. Ти текнува, као некоја лоша песна на албум, ама вика, таа е албумска песна. Демек не е за на сцена, за на албумот. Ова се некои позитивни, нови ветришта. Многу сакам да го почувствувам Мишко оној момент од мојата младост, кога со драмски театар се патуваше низ Југославија тогашна, и кога загребчани Белграѓани вика, дошли македонци. Идемо да гледаме сутра, долазе македонци. Тој и денес ми го велат, кога одам да снимам. Има некаква стравопочит кон македонскиот театар, зашто се заслужни Горан Стефановски, Унковски, нели, Љубиша Георгиевски, сите што во убавите времења ја ширеа таа позитивна енергија на македонските чимбеници, што викаат театарски. Хрватите викаат театарски, јас сум театарски казалишни чимбеник. Игор, беше момент, беше време, знаевте ли дека токму 12 ова представа дека ќе биде она кој што ќе ја дигне летвичката дефинитивно многу погоре и изборот на актери е неверојатен. Јас велам 12 величествени, знаете. Тоа е тоа. Во моментот кога ние свативме дека сите 12 предложени прифатиле, ние веќе знаевме дека половина работа е завршена, што се однесува до пиарот на представата и така натаму. Оваа представа стана популарна на третата читачка проба. Овде ја спремавме ние цело време, овде читавме. 2,5 месеци проведовме тука. Се снимаше документарен филм за тоа, како е правена представата. Го очекувам наскоро. Многумина помислија дека е ова невозможна мисија и дека тие 12 величествени се 12 различни карактери, што е добро за представата, ама нечини за производниот процес. Демек суети, демек многу звезди. Тоа и предвидуваа дека ова, ќе се испокараат петтиот ден. Еве јас ќе ти кажам нешто што можеби не смеам да го кажам. Овде дали имаше 2 до 3 креативни инциденти. Значи, едниот колега е непрофесионален, се смеат со другиот колега, а овој му е битно монологот да го проба, и ќе рече, не можам да пробам со вас, ајде, носите се, и ќе си отиде. Толку. Немаше кавги, немаше мајки, шајки, немаше таква работа. Имаше фестивал на суети. Јас така го крстив производниот процес. Фестивал на суети, за среќа, ниедна не експлодира во негативна насока. И не се приметува на сцена. Немаше да се примети. Затоа што точно ги знаеме ние. Да, секој човек точно го знае. Али сега, душманчињава. Бидејќи тешко, слушај, бидејќи тешко можеш да најдеш мана на оваа представа, маните ги знаеме ние. Вие обичната публика не ги знаете. Но една од гениалните забелешки за оваа представа била дека сме биле премногу природни. Дали си чул ти ваква будалаштина? Имам таква реплика представата. Не разбирам. Дали си чул? Како да видиш вештачки? Премногу сме биле природни. Значи, убаво е да си природен во театар, ама ние сме биле премногу природни. Премногу приватно сме се смееле. И ако можело Оливер Митковски да не шмрка за време на представа, ептен се гледало. Мишко Иванов, каде живееме ние, бе, душо моја? Но, убаво е и такви луѓе дојдат во театар. Оваа представа е позната по тоа што нам неколку луѓе од Дојран, мои пријатели, им пружи цивилизацијски шок. Не биле во театар. Еве, човекот што ме вози, нема да го кажам неговото име, да не ми се налути, човекот што ме вози од Дојран низ Македонијева на настапи до Скопје, секогаш ме враќа, го прашав дали сакаш да гледаш представа. Сакам, ми вика. И после на враќање за Дојран, очекувам да го почне муабетот. Не го почна, таков скромен, скромен млад човек. Јас си кјутам, на крај не успев, сакав да го прашам. Вика, шо беше тоа што го гледах јас? Браво.
на вистина, вика, од самиот влез во театарот, почнуваш да се чувствуваш подобро. Кога ќе седнеш, вика. И мене Таа знаеш сала. дека ме фати трема? Таа атмосфера, да. Сериозно? Ја прво Не. викам ако е интерактивна представата, Мишко, дали Ако чувствуваш ти дојде. еден мирис? како не? Да. Го познаваш овој мирис, така? Да. Ова е тој единствен мирис, театарски. Го има само во театрите овој мирис. Го нема во МКЦ овој мирис. Го нема во салон 1919. Го нема да во не КИЦ. разберат погрешно, значи за Не, друго. не се за друго театри, говориме. само театар го има да, овој да не мирис. разберат погрешно, Даски, да. фундус со стари декори, костими, шминка, од се по нешто, лак за да ви коса. кажам, дечки, каков мирис, они што не ја гледале, а има, ја не знам дека и се пуши во представата пура, има еден таков мирис убав. Аха. Тоа од тие моите пури. А ја не знам дали од Изгледа. пурите или викам, по едно време викам, кој што има ставено, викам парфем од ова, дали од пурата не. Па Па тоа е- ќе прошета Тони до тука нешто. Е удар па во браво. зата. Дали викам, Јас Тони има во парфем две или три ставено? од книгите тоа го нарекувам театарски парфем. И истото и ти тоа го нарекувам. Тоа е театарски парфем што само нам глумците ни мириса Едно убаво. време вака гледам, викам, и сега и тоа чекам сега ќе помине, викам, Тони ли е ова? Прво него препознав Тони. Да. Има тотално Да. друга А маска. мој пријател ја прашал сопругата, а Игор кога ќе се појави? Тие се тие убави моменти во. Неверојатно, страшно добра представа која што дефинитивно ќе експлодира и тоа како во поранешните југословенски држави, а меѓутоа ја мислам дека оваа представа ќе оди, може да оди и многу подалеку. Може да оди и многу подалеку и мене ми е многу кеф што конечно се враќа затоа што ова се вие сте тука собрани луѓе кои што па една третина не може би тука една третина од вас се со регионални кариери, од Никола Ристановски, од Тони Михайлов. И сега супер. Од Сашко Коцев. Е сега јас да од- ти поставам едно прашање, може во патот да успех од тебе Може, Мишко Иванов? Може. Како бе до сега? Еден не се нашол режисер кој доаѓа, нуди драмски текстови за кои е подготвен да прави добри режии, да рече тука работат и Тони, и Никола Ристановски, и Игор, и Сашко, и Јоцо. Не. Ниеден. Како е можно Синиша Евтимов да е првиот на кој тоа му успева? Знаеш како е можно? Никој не пробал. Тоа е трагедија. Тоа е исто. Никој не пробал. А знаеш кој е алибито зашто не пробал? Зашто не се Не бе, кај можеш ти нив да ги Зашто не склопиш? се јавил? Тоа и Зашто по не се новинарството јавил? е така. Овде ќе Значи- пишам не ми дава изјава, го побара? Не. Да прости сега Софрава и емисијава, како викаат? Раджево. Не, викаат, ние тајко ние пробал. Нели, српска ли е таа црногорска? Не знам како е. Код ние каже ко ние пробал, тај ние. Да му одговара. Да, нели, имаш објаснување логично за сето ова. Тоа ти е како во еден фудбалски клуб од овие шеициве, он да ги купи истовремено Меси, Роналдо, Салах, сите. И да ги држи на клупа. Не на клупа, да не се во првите 18 фудбалери, да не е ни на клупа. И ги пушта да игра со Да. купу Со вториот тим, второ да. лигаши го пушта да игра него. И тие се тие нови ветришта. Да ги искористиме ресурсиве. Ако овој театар нема ресурси и човечки, секакви, не знам кој друг има. И гледаш, првиот што се осмели, што имаше храброст тоа да го постави као прашање, си ја заврши работата со самиот факт што му успеа кастингот. А ве бараше поединечно? ве бараше Поединечно. Синиша? Поединечно. И јас им изгледав како најпроблематичен, бидејќи живеам во Дојран. Тоа изискува доаѓање во Скопје, седење 3 месеци, веруе, еве ќе го прашаш Синиша. Нашиот муавет не траеше повеќе од 40 секунди. Кога разбрав дека прифатиле, и во моментот кога јас прифатив, само Никола Ристановски беше последен. И Синиша, знам, требаше победи низ Доријан да ме види, одеа за Грција, па нешто невреме беше, вика, уште Никола ми остана, викам, Никола, кога ќе разбере дека сите сме прифатиле, и он ќе прифати. И кудар Никола. Патуваше за Индија, додека спремав. Леле, Јас знам патував за го. Канада, додека ја спремавте представата. Тони 3 пати за Белград патуваше. Но, и кога не бевме тука, луѓето работеа. И ова морам да го кажам. Имаше млади актери од театарот, кои доаѓаа на пробите, сака да помогнат на проектот, бидејќи знаеа дека многу од нас ќе отсуствуваат на по неколку дена, да не пропаѓаат пробите, доаѓаа и ги читаат текстовите на отсутните актери. Знаеш ли колку ни помогна нам тоа?
Како не? Да. А и ниф им е... Дури и Синиша А читаше. и ниф им било окей. Тоа ме Им беше. посеќа како на Им беше. времењата И самите почувствува еден момент кога сите се вративме и кога представата веќе беше готова, дека се непотребни, сами се повлекоа. Разбираш? Добро, тие се сватили улогата зашто сте тука. И еве се никој тука. не ги спомнал, јас сакам да ги спомнам сите млади колеги, да не ги кажувам поединечно, ќе заборавам некого па ќе ми се налутат, од и младите колеги се суетни, ама па не можеш да бидеш глумец ако не си. Да, Ако не си суетен. добро, да. Голема помош од нив беше тоа. Дедо Петре, тука ли си? Тука е, он е тука некаде, на вистина е тука некаде. И дедо Значи, кај да се завртиш низ театарот има нешто што ме подсетува на него, или неговиот костим од сомнително лице. Што би рекол дедо Петре на 12? Па да ти кажам, познавајќи го него, немаше да му биде нешто. Оти он ова го доживеал во златните моменти на театарот, кога ова горе било на вистина злато. Да. 27 е направен театар. 1913 на ова место е изграден првиот театар. Кој не му успеала мисијата, лоши времења, Балкански војни, Прва светска војна поминува. Веднаш после крајот на Првата светска војна, 27 година, овде е востановено Српско народно позориште у Скопју. 31 година доаѓа Нушич за директор. Бранислав Нушич си пиел кафе у Метропол. Како тоа биле времења. А 39 година дедо ми Петре е примен во овој театар. 2 години после, почнува Втората светска војна. 46-та е Платон Кречет, првата представа и од тогаш сето натаму е Дедо историја. Петре проводи од Велестеви со тој патувачкиот театар, така? Да, Беше оди со патувачкиот театар, бега практички од дома, после 7 години формира свој патувачки театар, патујче позориште Перице М. Алексича. После тоа прекрстено во Боеми, имаше и серија за тоа на македонска телевизија, ако ти текнува, до 39-та. За време на војната останал во театарот, бил тука дедо Петре, играл на германски, на бугарски, на српски, на тоа и 44-та година доаѓа човекот пратен од Лазар Колишевски. Тука партизаните се веќе на Скопска Црна Гора. После представа им влегува во бифето и им вика: ако за 48 сата не се појавите горе у партизани, кога ќе се спуштиме, прво вас. И овие двајцава со мотор циндап, со помошно седиште, како Алан Форд, стигнуваат до Мирковци, тука моторот рикнува. И не така, и стигнале таму. И после 40 години дедо ми во интервју раска: тешка беше борбата во партизаните. Вампир, зошто лажеш, ти на сила си натеран. Тоа повеќе како анекдота го правиме. Да, они останале тука, тоа ми беше муаветот. А знаеш со кое образложување? Мајка ми е родена 42 година. Можел да остави туку родено бебенце. Мајка ми имала помала сестра која дажала била болна од тешка болест уште при раѓањето и на 6 месеци. Да, си тоа почина. били такви времења кога не била развиена медицината. Не само тоа, дедо ми се жртвувал практички за семејството, За него семејството. го барале горе, он бил потребен горе. И како стигнале горе, Милчин веќе бил горе, го прават театарот Кочорацинот и Кочорацин само неколку месеци пред тоа отепан, загинат, што и да е. Да. И така тргнува создавањето на Македонскиот народен театар. Од партизанскиот театар Кочорацин, тие луѓе што биле во тој театар, фактички дедо ми, сите оние што ја завршиле првата класа на средната глумачка школа, Ацо Јовановски, Милица Стојанова, Драги Крстевски, Амфи, Самуил Дуковски, ќе заборавам некога, нека не ми се налута. Да, тоа е плејада. И така настанува овој театар. Па добро, тука е... Но Гешо е драмски. не верувам дека има друг случај на светот. Значи, моето семејство, јас, мајка ми и дедо ми, сме вработени овде од 1939 година. Па, затоа Без велиш, прекид. Затоа велиш ти и ја практично живеам во театарот. Кога после земјотресот се руши театарот, На негово Игор на е ова роден место се прави зграда. 1963-та Да. на представата. Не сум сигурен дека дедо Петр така би реагирал. Баш би станал и аплаудирал. А, мислиш за представата, За дедо представата. ми? Јас мислев за амбиентот во театарот. Не, за представата. Дедо ми тешко дека ќе аплаудираше.
Може да не е аплаудирал, ама доволно е, знаеш, оно старински да климне со главата. Они кога... Тешко, Мишко, тешко. Правевме муабет јас и ти еднаш за тоа кога дојде на чија си. На премиера на чија си ми го донесе, тогаш веќе беше болен, ово сум го кажал, одма сакам тебе да ти го кажам. И завршувам и јас знам дека сум добар. Знам дека е добра представата. Знаеш, хит како ова. Знам дека бев добар, работев многу, добар бев. И одам на кај него носат низ ходникот, веќе боле, веќе, дедо, каков бев? Он ме гледа и вика, добар беше. Но, години потоа сватив дека он може би правил добар педагошки потек. Апсолутно. Што значи тоа? Тоа беше, најдобар беше внуче. Не значи тоа на ништо. тие генерации тоа никогаш нема. Тие ги да викам кажат. ја, тие се професионални тапкачи, тие што се тапкаат. Анче сигурно би изреагирала фантастично. Да, она би уживала. Веќе ги имам вака фигури пред Анче ќе мене, доаѓаш и како на би пробите? Ќе се нудеше да помогне? Анче беше таков. Игор, има ли разлика? Јас представата ја гледав како поротник од оваму. Да. Има разлика ако седам таму? За нас на сцената не, но веќе има луѓе што ја гледале од оздола. Се сакам и таму да изгледам. Да, ти Има гледаше разлика? одовде гледаше. Одовде, окей. Сега ќе си гледаш од парта. А има разлика? Има. Па сега не е исто на јужна и на северна трибина, нели? Па добро, И ама двете ја па се големи, ама. Ја па се джинитам дека јас си седев у порота. Оваа до мене беа- представа лично ми ги нас колегите разби некој табуа дека не може да се глуми завртен со грбот кон публика. Тоа се сметало за некултурно некогаш. Да. И додека пробавме, ние сите што сме казнети овде да седиме, Јоцо, јас, ова, свативме дека први чин ние го играме со грб. Но затоа играме амфас за овие тука. И ако забележа представата во третиот чин веќе не се знае кој каде Добро, седи, после не станува ни станувате битно, и после идеш. станува Али една го има оној една го калакурница. има запазено оној момент да го имаш ти обраќање. Да се појавиш и пред другиот аудиториум. Секој од нас го има тој момент, кога А малку на крај- игра за На овде. крајот од денот како беше оној цвеќето нема грб. Нема како да да, ќе кажа. Кога ја прочитал улогата, веднаш се најде во неа, затоа што ти се појаваш во една улога на Ајнштейн. Да. Јас знаев за кој текст станува збор, бидејќи го имав гледано филмот Филмот, со Джек Лемон. тој е на Никита Михалков тој. Тој треба да го повтори. Не, Филмот станува збор за филм, холивудски филм. Добра, има Со Джек Лемон, филм но има и руска верзија руска со верзија, така. Никита Михалков, да. Каде што момчето е чеченец, тогаш е правено. Аха. Кога има проблем па со тие, чеченците. Ваму кај американците мексиканец. И тој го немам гледано со Джек. Да, а кај нас театарот нема потреба се занимава на таков начин со политика, кај нас е воопштено, нели? Се. Кај србите беше албанец. Па таа представа некако не помина, мислам дека дури во Белград ја симна од репертоар. Но ние не сакавме се занимаваме со тоа, сакаме се занимаваме со расипаноста на луѓето. Дури и на тие поротници кои го представуваат народот. Дечкото е само тука без разлика што Толку може да биде- нарцисоидни, толку самозалюбени, што им беше гајле што ќе се случи со малиот од 19 години. Повеќе им беше гајле да си ги исперат со сцените гревови гласајки за или против. А што И на е- крај самите себе си докажа дека се без карактери и без рбетници. И што е битно, што е малиот бе на крајот денот, ако ја Да. гледаш суштината на представата. Нели? Имаме човечко. Ама гледаш, битие, американците и не, русите се толку Они политизирани, се што се они се политизирани. занимавале со тоа. И ние сме, ама токму затоа ни Синиша ни ние не дозволивме да пробие барем еден црв на сомнеш дека аха, овие прават муабет за. Нема. Не се сеќам. Нели? Нема, Драго не ми се е, осеќам. ти благодарам. Нема, не се Значи, осеќам. сме успеале. Нема, не се дури и па еве и да види тука поентата е на битието, на детево. За човекот Да, правиме за муабета, не човекот за правиме националноста. Страшна представа и кога разбравте дека и Никола Ристановски прифаќа и што видите? Вау. Јас се спакував и си дојдов за Пази Скопје. колку е едноставно, значи Можеш да замислиш колку сум ја сакал оваа представа, кога сум го оставил дојран 3 месеци. Мишко, предизвик и за мене беше дојдов во ова да ми прости сега Скопје смрдешана. Јас доаѓам од најчистото место на планета во моментов. И сите што ќе најдат портокалово или жолто или црвено за дојран за загаденост, да ми се јават, имаат од мене апартман, кај сакат во дојран да спијат.
Нема, што правиш во тој Доран, сад ме праша еден брз. Ао, јас многу го обожавам. Ја Да уживам дојдеш, во Доран. да дојдеш. Не, ја уживам, ние одиме, стално одиме во. Да ми се пријавите Подобар- следниот пат. подобар Јас да ви воздух. бидам туристички водич. Да, подобар воздух, подобра природа, ама добро, сваќаат луѓе. Си имаме и ние проблеми. Дојрам, добро си се развива, супер си оди. Нели? Како беше пред умирање, тоа е едно Не, такво Дојран беше умрен. фантастично градче. Умрен, со едно па го таква- држеа во обдукциона кома, па Сериозно, со една таква, ali има таква воздушна бања, па јас знам еден куп на луѓе кои што биле на истакнати политички и било какви функции кои што веќе живеат. Мишко, Дојран е мојата трета младост. Оти првата младост беше мојата вистинска прва младост. Тинејџер, студент по глума. Втората младост јас ја истерав во средните години. Да. Тоа не се покажа како многу Така. благопријатно и затоа сега ја терам третава младост. Имам ли право јас на трета младост? Имаш. Мерси, мерси. Само аз мога да ги спирам. Каде е твоето знаме од вчера? Е, така, са едно до друго. Вие цела историја тоа го сакате. Моле, Това знамењето да се може да се брише. облегнеш спокойно. Как си? Па добре. Добре дошъл. Слави Трифунов, славниот Слави Трифунов. Па, А те Джамбаз? гледа вчера овде и можам да ти кажам дека направи шоу од потполно неатрактивен гостин. Италијански диригент у Стара Загора. Ама добар шоу. Много Имате ли... интересно тоа да бидеш италијански диригент по Стара Загора. Италианци в Македония има ли? Има. По жаби идат. При нас има много жаби. Аз съм чувал популярната голяма македонска жаба. Која? Аз съм чувал. Вкусна, има една вкусна. Крастава е тая. Шо пише там? Ти в какво прави? Джамбазов, Македонија. Приятели, Трифонов в България. Джамбазов откъде идва? Некаде 76-та година татко ми реше да ме ојача како маж. Оти на 16, бе пак слабо такво мало. И ми прати на работна акција Беше на работна акција? во Загреб. Стварно, браво. Пионирска Тоа е бригада добро. водоноше. И? Да. И таму Мишко имав Што среќа. правевте, пруга или пат? Се правеше насип. голем. насип. И тој ден денеска постои. Тој насип од Загреб за Карловац, козе, мислам, тој цел ден насип, која река е таа? Не битно. Ние бевме пионерска бригада. Јас уште тогаш гитарчето, вамо таму. И се сеќавам дека бира, секоја недела се бираше бригадир на неделата и 20 тие чети, бригадири. И неделата јас кога станав јас со мојата песна Бригадир на неделата, награда беше концерт на Ролинг Стоунси во Загреб. Јас на мои 13 години доживеав таков цивилизацијски шок да го гледам Мик Джегер пред мене. Тоа ни беше награда, ние што бевме бригадири и не ни знаеме што се случува. Изгуглај го да видиш тоа. 76-та Стоунси свираа во Загреб. Абе, кај гледавме, ние сега со Кики Лесендричко снимав, имаше и Pink Floyd и не знам кој, карти влезница, 5 Што? по 5 долари ако ја купиш пред време, а 6 долари на лице место. слушај, Ама ја имам имаше јас слична закачана приказна карта. во Стојаково блуз за еден стојачанец А? кој чекаат авион да ги врати од Швајцарија дома и имаат со жена му уште 10 швајцарски франци. И се шетаат низ Цирих и чекаат да дојде време за аеродромот и се шетаат и гледаат у 5 попладне во еден кафе бар, онаа реклама сендвич и на неа пишува промоција на кафе тоа и тоа 5 швајцарски франци од човек. И он вика ти така авионот саат време трга. Кафе ќе пиеме, добро. И они влегуваат доле и всушност присуствуваат на промоција на кафе, а заштитно лице на кафето Карлос Сантана. И он свири
во Цирих во ова, другарче на 3 метра од мене, вика, и јас го ставив во песна. Дека го гледал Карлос Сантана го имаше во песна. во Базел. Во Базел, да. А МНТ, Игор е единствениот кој што го прави трансферот од Драмски во МНТ. Кога сите сака од МНТ Кога да се во сака од Драмски. МНТ во Драмски, без разлика. Театарот кај нас од секогаш гаел и будел убави емоции. Тоа е, нема дилема за тоа. Овие нови ветришта, јас очекувам ова да биде нешто на налик Диво месо или буре барот или не знам, оние представи кои што се играат, така со Да. со децени Нема и со сомнение да децени. сме живи и здрави сите. Очекувам- Нема сомнение дека оваа Да. представа додека мрдаме ќе можеме да играме. Апсолутно. Нема Дури сомнение. И со тек на генерации на смена ќе додат Знаеш и што нови е дечки кои што ќе е водат. тешко со овие представи? Значи, еден не дај Боже, да добие некаква шанса да снима некој филм, да мора да отсуствува 5-6 месеци. Оној момент кога еден од 12 актери ќе биде заменет, тогаш почнува крајот на таа представа. И она ќе си тера уште некое време, но не е оригинало. Нели? А добро, Еден да го заменат. Распоредот како се прави? Сега се блокирано до мај, ако не се До мај, лажам, до мај, може би да, јуни. да. Распоредот како го Никола снима, Тони снима, ти во Дојран. Ние сме сите вработени паралелно. во Македонскиот народен театар. Наша прва обврска е да го регулираме Добро. својот ангажман овде. И јас на мојот букинг менеджер му ги давам датумите од театарските представи. Кога не сум слободен. Аха. И тоа е. Па он се Игор, ориентира. Искрено, колку чини една ваква представа? Не ме интересираат хонорарите. Генерално, колку Нема чини една хонорари, ваква представа? овде си ти играат за плата. Сите 12 се вработени. Но колку чини една ваква представа? Например, да си во Па, Америка. лично- Знаеш зашто гледам дека, еве, ова се полни фрижидерчето, кој што е дел од и од сценариот и од сценографијата. Сега го земам тоа како минимален дел, меѓутоа пак идејата е најскапа генерално. Трошоците за оваа представа се оваа маса, Столчињава, столчињава, овие две кулиси, да, тоа како тоалет. хонорарот на Синиша, хонорарот на сценографот, Толку? лекторката вработена, суфлерот вработен, фризерката, Се си е вработено. костимографијата на Ношпал, сигурно и Ношпал ја хруја, но Океј, тоа добро. тоа ни Бродвеј оддалеку колку би коштало? не се од оние мегаломанските суми кои се прави. Ништо, тоа е, мислам дека под просекот на МНТ е во финансиска смисла, на вистина. Знаеш зашто Но, прашам? извини, добро што му ме праша ова. Со Тони Михалски го правиме муабет. Колку би чинело кога друг театар би сакал да ги ангажира овие 12 глумци да играат таму? Или така? Многу. Како ти да му земеш 3 месеци од кариерата на Никола Ристановски кој снима по Индии, по Белгради, по Србија, по Босни или Тони или ова. Тоа чини. Тоа чини. И баш за тоа правиме муабет. Колку ова на вистина би чинело некој продуцент што сака да се направи мангуп и да рече ја ќе финансирам ваква театарска. Еве, представа. знаеш како ќе ти направам споредба? На пример, Да ставам кафе, може ако е... Може. Видиш ли как? што се Ако добри би- одека во театар? Знаеш како би ја направил споредбата? Реал Мадрид направи еден Ел Класико тим, меѓутоа не успеа ништо. Ги собра Дейвид Бекам, тогаш сите беа собрани на куп, од Раул, од Невкусно беше не знам тоа. што, дури Ел Галактико Да. така беше. Не успеа, ова успеа. И затоа и муабетот колку би чинело ово, на пример. Ова многу чини и реално ние Затоа што седнавме. ти уметноста не можеш некојаш некој ќе рече се има пари, се чини. Не можеш. Не е ова Во сега време на драмски тоа леп. се викаше лар пур пар. Нели лар пур лар, уметност за Така да, уметност. уметност за уметност. Лар пур пар, сега во сакавте капитализам. Сега, тоа. Да. Значи представа што ја направил еден театар, а која не произведува ништо, не заработува пари, не привлекува внимание, таа представа полека, самата од себе ќе си отиде во заборав. И јас сум имал такви представи. Играш една сезона, втора, трета, четвртата веќе и публиката се истрошила. Има некои представи што имаат за кои постојат 5000 луѓе во Скопје што сакаат такви представи. Има некои представи што има 20.000 луѓе што би гледале таков вид на представи. Оваа представа сите би ја гледале. Едно прашање, може би неблагодарно. Колку глумците, колку вие актерите ја продавате представата? Па ја Иако мислам за- дека иако за оваа ние представа- актерите ја продаваме представа. Да. Самиот факт дека Синиша не собра, и јас веднаш му честитам.
Викам, а што, нема да биде добра оваа представа? То Не, нема ама да види- биде гледана, нема да биде Така е, но билет дали- повеќе. Можеме погрешно се издржи. Дали, например, на друг текст оваа екипа би направила исти успех? Тоа е прашање, Мишко, тоа никој не го знае. Знаеш зашо? Публиката, например, чекај, брат, бе се собрале. Не, прво Ова мора е да ти биде најаките јасно дека глумци оваа, во Македонија. оваа екипа повеќе никогаш нема да се собере. И да сакаме ние, невозможно е повторно да се организира. Ова беше природно, сосем природно на Синиша му успеа. Значи, Решил Ајкула човек. 2 беше полоша од Ајкула 1. Кум 2 беше полош од Кум 1. Така е. Така е. Така да и би била уште една добра репертуарска представа. Но ова, ти викам, ова представа стана популарна од третата читачка проба, само заради добриот пиар. Има неколку инфлуенсерки што сме во екипата, што помогнавме. Разбира. Та, ама на вистина, би беше задоволство. Абе, со Сашко Коцев, прв пат да играме сериозно нешто. Прв пат. Ја и Сашко Коцев сме играли само еднаш, он го играше Џока во сомнително лице, ја го игра Виоротија Пантич. Па по едно време, кога стана звезда, го снема да игра некој други, па и јас престанав да играм и така натаму. Со Сенко Велинов, прв пат играме во театар. Со Ѓорги Олевски 30 години немаме играно во театар. Со Тони Михайловски 15. 15 години немавме играно. Од 2010 година Црни куклички на Венко Андоновски, режија Димитар Станковски, игравме Чоре, Тони и јас, Елена Жугич и Весна Петружевска. 10 представи, оде сме лово и толку беше, но тоа беше пред 15 години. Ова, пошто е специфично, ние, еве, колку говориме веќе? Скоро сат време говориме, 40 минути. Што е ова што ја одвојува? Има нешто посебно ова? Па, Екипата, текстот, има нешто... Тоа е склоп на околности. Како би Тоа рекол? се сончевите знаци, месечевите мени, хороскопските знаци, но не се зезам. Се е во едно некако. Текстот е гениален, да се разбереме. Текстот е гениален заради тоа што во него има реченици кои кај некои други екипи би биле штрихани, што викаме, не избришани. Абе што вика тоа дека се овој вика да, овој вика важи, овој вика после. Не е битно. Леле колку е битно. Кога ние свативме на 10-та проба дека нема небитна реплика, дека и тоа да има значење затоа што го пореметува системот на гласање. Многу е битно кој е да, кој е не. Синиша, добриот кастинг. Синиша кој прв пат, после долго време не режира комедија. Глумци кои после долго време или за прв пат играат заедно. Се враќаат тоа. Добриот пиар. Промените позитивни во самиот театар. Театар кој престана да капе. Иако таму негде околу првите представи се уште се појавуваше по некое легенче од страните. Но ете и тоа полека си доаѓа. Лифтот ни го направија после 6 години. Бифето повторно ќе се отвори, па тоа не се нови ветришта, ептенсе. Денеска баш додека разговараме, театарот потпише соработка со Националниот театар на Унгарија. Така да веруваме дека и има неколку добри унгарски театарски режисери, дека ќе имаме можност да работиме со некој од нив, а и ние да одиме таму. Јас сум играл во Будимпешта во театарот, со драмски театар, Р на Јордан Плевнеш, ја игравме во Полска, Чешка. Ово има прекрасен театар во Будимпешта. И баш убаво би било да им го прикажеме на унгарците ова таму. Во секоја смисла. Може би ќе дојде и дописникот од Будимпешта Во таму. секоја смисла. Дописникот. Од Будимпешта. Може тамо или тука? Таму. Тамо да ве гледа. Тука не може. Може би може. И кога ги говореше овие колку има врска и да и не. Оно да. Тоа најдобро се го манифестира горест. Да, не. Да. Да. Он е најпревртливиот. Да. Он е најпревртливиот. Да, најпревртливиот гледаш. Добро, зашто ја игра он улога и се ти ја гледаш вако од страна, кога гледаш како улога изгледа како на сега да не употребам некој потежок збор, меѓутоа тука е он, ама знаеш, нерешителен. Ама признај дека на вистина се 12 карактери тотално различни. Ама Тоа не може да се кога ќе договори. заврши представата, ти тоа што ти е смешно на горест. Да, добро бе, не сум. Не сум пред. Ма он во хаос, во агонија е неговиот лик, он не знаеш, он 14 пати се предомислува. А зашто? Е карактеристичен твојот лик, бидејќи сега ќе да видиме како те прават. Зашто мора да бидеш таков?
Па не мора да бидам. Јас само бирав карактер. Бирав карактер за мојот лик. А понесен бев од карактерот на Джек Николсон во еден од неговите филмови, каде што ти теклете така малку целиот се движи, така малку чудно, една проба ја направив косата како него во тој филм. И Синиша ме види само рече, ова е тоа, немој да се именувам ништо. Во една проба го пронајдовме. Со нашите фризерки, шминкерки, таму се договоривме, направивме, презентиравме, Синиша беше презадоволен и си остана. Сега ќе ви покажам како изгледа тоа во живо. А патот до успехот? Твојот пат до успехот? Го делиме во неколку, бидејќи додиме да се шминкате баш. Да. Дојде време. Па, знаеш кој е мојот најголем успех? Што сум жив, нормален и што живеем во Дојра. Прво си инспиративен како личност, второ без разлика на сето она минато, убаво, неубаво, испреплетено, што се имаш по минато ти на животот, може тука да ти се фатат. Јас сум среќен човек. Затоа што ќе си заминам од овој свет, знаејќи дека ќе оставам за себе нешто важно, а при тоа не сум повредил никого освен самиот себе си. Сега немам причина да бидам незадоволен. Сега на вистина можам да кажам дека сум среќен човек. Задоволен, исполнет, што би рекле овие пејачките, што се чувствам исполнет. После долго време те гледам дека си види тоа и Дојран го прави. Го прави Дојран. Дојран е за тоа. Затоа не се Ти и јас фактички сме направиле за 10 години 3 емисии и тоа првата ја правевме во лошо време за мене, втората ја правевме кога дефинитивно расчистував со себе и третата ја правиме сега кога сум релаксиран. Така да ти си ми архивар на мојата кариера на некој начин. Кога не го прават, ти благодарам за треба. Да. Во еден замрзнат понеделник минатата зима, снегот и ноќта започна мисија. Доаѓам дома, капнат како амал, слободен и среќен после емисија и чекам винцето полека да ме лапне. Не се ни сомнеав дека некој ќе ми бапне и ете ти го соседот, седнува над поседот и вика слушаш ли му, викам што?